првиот македонски кошаркај што игра во НБА лигата. Има освоено 3 титули у Евролига и има со македонската презентација стигнато до 4-то место и наш соговорник Перо Антич. Повеќе од 20 години играте кошарка и зошто почнавте да тренирате? Кошарка почна да тренирам поради тоа што мојот татко, мислам, играше професионално кошарка. Ја не бев заинтересиран, видов како другарите од мало, постариот брат одат да тренираат кошарка и реков ајде да видам што е тоа и се запишав во мојот матичен клуб работнички. Кога го направите првиот договор? Со кошарката професионалниот е 1999, многу одамна. Пак ќе кажам со мојот матичен клуб, со кој таа година не играв многу поради тоа што друго време беше, чест беше да се игра за тој клуб и од тогаш сум со работнички. Се надам ќе завршам и таму кариерата. Игравте у НБА, освоите у Евролига 3 медали, освоивте со презентација 4-то место и кој ви е најдраг успех? Најдраг и тешко е да се одлучи кој е најдраг. Секој има посебно значење, посебни емоции. Али сепак ќе го кажам тоа 4-то место со Македонија. Све тоа што се дешаваше во Македонија со нас како аутсайдери, кога никој не смета дека ќе поминеш, дека ќе имаш една победа, а ти стигаш на најтешкото европско првенство до тоа фамозно 4-то место и дочекот тука, тоа ми е, да кажем, врвот. Кој меч го памтите? Првата Евролига што освоивме. Губевме едно 16 разлика против многу јака ЦСКА и на крај стигнавме на 6 секунди до крај губевме еден и Приндез иского да ја кошот. Тоа беше и првата Евролига, ја дури бев спакуван за кратко тогаш. Не се надевав, мислам се надеваш, али против тие противници беше тешко. Имате дадени лјадници кошеви, кој ви е најдраг кош? Као што кажам, многу кошеви имам дадено, али најдраг, да кажам, најлуд кош е против Шарлот Бобкет за продолжение во НБА лигата пред крај, поради тоа што пред тоа шутирав 6-0 од нормални шутеви и дадов еден, што јас го викам Лим Балкан шут од една нога, тројкат и отидовме у продолжеток. Игравте у НБА со Храфорд и Шрудер, а игравте у Олимпијакос со Принтезис и Спанулис, а во Фенер игравте со Богдановиќ и Вуџида Томе. Кој ви е другар вон теренот? Па скоро со сите играчи до ден денес, од првиот ден, од првиот клуб до ден денеска го гајме тоа пријателство, се дружиме, иако не се гледаме толку често, сите се во различни држави, ама се слушаме по телефон кој ќе се видиме како да вчера да сме играле заедно, така да со сите скоро. Имате пријатели, другари од НБА? Имам секако, се слушам со Ал Харфорд, со Шродер, со Милсап. Сега од НБА ќе оставим и Богдан и со него највише се слушам. А и со Вуџида Томе. Да, Луиджи исто се знаеме од НБА, и од Фенер. А од Фенер сме со играчи. Морав да го исечам исто малце. Да го му подстрижеме косата. Знам за тоа со кладбата. Се кладите дека ако освоите титул дека ќе ме скратиш косата. Дали беше тоа вистина? Вистина е, али тоа беше прво еден предлог на неговата мајка. На неговата мајка сакаше да Томе да ишиша косата веќе со години. И ја цел живот ставам некој, да кажеме, кладби интересни, не нешто финансиски или било што. И он сакаше да ми избрише мене брадата. Јас дадов кладба дека ако не освоиме Евролига, ја ќе избричам брадата, а ако освоиме, дека ќе му ишишам косата. И не сакав да чекам, морав на лице место таму. Ја како сите има пекари, јас ги земав ножичките и ги ставив и мораше. Он буткаше на репчето нагоре, ја надолу. Не може. Кој ви е вашиот најзначен тренер? Моите најзначени тренери се Пере и Дарко Радуловиќ.
Се пак ќе кажем и кој за играчите. Секој тренер е посебен. Сега ќе ги издвојам Желјко Обрадовиќ и Дуда Ивковиќ, кои се најминетни имиња во кошаркашката Европа. Како е да ги чуваш Леброн Дурант? Пак прв пат си ги гледал на телевизија до тогаш и сега излагаш, сега си возбуден, Да. ама сега си имаш и ти име и презиме и пробуваш да се чуеш. понашаш дека е све едно. Така. Тешко е, атлети се, многу се брзи, и НБА е многу брза и мора и ти да си спремен физички повеќе да работиш и баш во тој период во НБА работев баш на таа спрема да бидам физички да трчам со нив. Дали твојата кариера ги оствари твоите соништа? Па секако, за едно детенце што израснато од Скопје, никој немаше тогаш желба да игра, не знам, Фенербахче, желбата беше еднаш во животот да играм во НБА. Мене ми се остварија сите можни животни желби да играм во НБА, да освојам Евролига, ништо плански, да кажеме и работа, ја кажем и среќа. Така да за сега иде супер. Ја освоив со Unified кошарка и специјално Олимпијада 2015, дека освоивме второ место. Дали сакаш ти да играш Олимпијада? Во прашање постави. Прво тоа е сон на секој кошаркар. Не е предизвик е малце, да кажем, сон. Затоа секој чест на тебе, Да. за тој медал и да знаеш дека тоа е голема работа да представиш Македонија со Добро ваков светло. успех пред целиот свет. Ние имавме со кошарката шанса, не ја искористивме и се надевам дека некоја друга генерација ќе го направи тоа место нас. Сте живели во Атланта, Истанбул, Белград, Атина. Како е таму животот? Секој град е прича за себе, сегде е убаво. Али мене да кажем че изгледа скромно, али најубаво ми е во Скопје. Секој да се вратам дома, поради тоа што имам излезено како многу мал и цел живот живеам во други градови и во Скопје ми е најубаво. А после Скопје би ја ставил Атина. Поред море, пошто сум голем љубител на морето. Кога патувате, кога играте у странство такмици, дали ви фалат вашето семејство? Секако дека фали семејството, децата, сопругата, ми фалат и пријателите. Тоа е некој голем минус кој самата професионална кариера на печалбари кошаркари фали секој ден да бидеш со децата, да ги гледаш како растат, некои нормални работи, прошетки со децата, со фамилијата, да те гледаат на надпревари. Да. Како се чувстваш ако имаш некоја повреда? Па тешко е. Тешко е поради тоа што не можеш пред се да му помогнеш на својот тим. И тимот губи еден дел кој мора све наново да се прави. Но затоа тука доаѓаат, како што рековме, фамилијата, другарите да ти помогнат. И за тоа цел живот сум им благодарен поради тоа што имав ја доста повреди во кариерата. Дали имате другари со попреченост? Ја во животот имам другари, имам стекнато многу другари, без разлика дали се со попреченост или без. Тоа се мои другари. Вие сте мои другари и спортот нас не сврзува сите со една цел. Дали се ова вредност да ги пренесете на вашите деца? Секако дека секој родител сака децата да ги воспита што е можно подобро, да се подобри луѓе и сите можни добри особини што ги има родителот, детето ги има уште подобри. Така да имам среќа што сопругата, бабите, дедовците кои ја не сум тука, си ја завршуваат работата доста добро. Како го поминате слободното време што го имате малку? Па слободното време, кога сум во можност, како што викаш и ти, малко е, да ако сум близу до Скопје, доаѓам до Скопје на кратко, па да бидам со фамилијата, или претежно е одмарање и спиење дома. Поради тоа што распоредот што го имаме и тренинзите не дозволуваат превише опуштање. Каква музика слушаш кога си во Македонија?
слушам секаква музика, секаква, зависи од друштвото. Например, во Грција, ако ќе одам, обожавам грчка музика, обожавам хип-хоп музика пред надпревар. Мора да се каже и народно понекогаш, знаеш, кој ќе си иде на некој место. Така да све. Што имаш хоби? Хоби? На колекционер сум на автомобили. Обожавам автомобили и уште од дете сум имал желби за некој. И тука сме негдека при крај со колекцијата. Дали сакаш да ни бидеш некој ден Unified Partner? Со задоволство, ако не се софаѓа со термините кога има мечеви или тренизи, рачунајте ме таму. Али мора бројот да ми го чува 12. Ке го чувам ја. Готово. Фала што ни помноживте, што дојдовте тука да ни правите друштво. Да, Што дојдовте? Фала ви на вас на поканата и голема чест. Моја е честа што вие одвоивте од вашето време за оваа дружба.